Некаде лани може би спомнавме, изборувавме за искуството на Јаков во Битие 32 глава. Ја би сакал сега пак малку да се позанимаваме со тоа, затоа што е некако во контекст на она што го зборувавме минатата сабота, предавањето, че она доброволно, целосно предавање на Бога. Интересно е, ќе видиме, да се подсетиме уште еднаш дека помалку или повеќе ние сите наликуваме некако на Јаков. Денес и во поуката спомнавме колку е битно да ја имаме онаа постојаност во верата, како што тоа го имале Исус Навин. Халев исто така се истакнува со неговата цврста вера. И меѓутоа кај Јаков ја гледаме токму онаа непостојаност. Знаеме дека 20 години бил далеку од својот дом, знаеме и заради што. И сега доаѓа моментот кога треба да се сретне со Исав. Вели од почетокот на 32 глава на Битие, Јаков одеше по својот пат, кога во пресред му излегува Божји ангели. Каква привилегија имал Јаков? Да гледа со своите очи Божји ангели. И тоа вели вториот стих, штом Јаков ги забележа, рече, ова е Божје воинство. Кој знае колку биле на број. Затоа го нарече местото Маханаим, што значи две војски или два логора, два табора, две војски. И Елен Вајд кажува патриарси пророци дека всушност ги следеле на целиот пат. Еден дел од ангелите пред нив, друг дел позади нив. Неверојатно, постојана заштита. Со очи да ги гледаш ангели, заштита. Каква привилегија. Меѓутоа, залудно е сето ова, затоа што Јаков си има проблем со самиот себе. Тој има се уште нечиста совест. Се плаши, треба да се сретне со Исав. Ако се сеќавате таму, мајка му, кој што не ни знае дека веќе не е жива, му рекла, кога Исав ќе престане да се љути, тогаш ќе пратиме порака до тебе за да си дојдеш. Меѓутоа, он се уште не примил таква порака. И знае колку е саата, што викаме. Ова е интересно, инаку за која сме кај ангелите, кој знае колку пати, па мислам дека отскоро имаше утрески стикови, ако не се лажам, или нешто читав јас лично, не се сеќам. Кој знае колку ситуации имало во нашиот живот, каде буквално сме имале заштита и помош од ангелите. Тоа Господ еден ден може ке ни открие, веројатно. Навистина тоа се службени духови, како што велени во Евреите, во првата глава, испратени да ни служат нам, на луѓето. Потоа вели третиот стих, Јаков испрати гласници пред себе до брата си Исава во сирската земја, во местноста Едом, и им наложи, вака ќе му речете на мојот господар Исав. Интересно го нарекува господар, сака да го смилостиви, умилостиви, знаеме дека и тоа и се исполнило, дека по стариот ќе му служи на помалиот. Меѓутоа тој сега да го умилостиви и вели вака, како да му порачаат, значи, овие гласници, вака ќе му речете на мојот господар Исав, твојот слуга Јаков ти порачува, живеев при Лавана, се задржав таму досега, придобив говеда, ослиња, овци, слуги и слугинки, му го соопштувам ова на својот господар, за да најдам милост во неговите очи. Значи, со други зборови, знаете дека Јаков го добива првенството и на него му припаѓа дупло повеќе од имотот. И сега сака да му даде до знаење Исав, ја не доаѓам по имотот, не се секирај, еве јас имам доволно. Да го умилостиви повторно. Но што добива како одговор? 6 стих вели, гласниците се вратија при Јаков и му рекоа, бевме кај твојот брат Исав, самиот тој ти доаѓа во пресред со 400 момчиња. Вау. Си вика сега, тешко мене, да. На Јаков му е јасно, значи, што го чека. И нормална реакција во 7 стих, Јаков се исплаши многу. Кај ние да бевме, како ќе реагираме. Уште не е решен нивниот спор. Тоа е проблемот главниот.
Во загриженоста ги подели во две дружини, значи луѓето, стадата, говедата, камилите што беа со него. Сметаше ако Исав налета на едната дружина, да ја нападне другата, може ќе се спаси. И повторно она, ако се сеќавате кога зборувавме тогаш, оној ум на шахист. Он бил исто као шахист. Значи од предвреме неколку потези веќе знае кој ќе ги влече. Јас никогаш не станав добар шахист, сум играл, ама токму заради тоа што не ми идеше некако тоа, не знам. Тоа е логичка игра, нормално, ама сега повеќе потези, значи треба да знаеш противникот што би повлекол, па ти како ќе му одговориш и така натаму. Но не е никаква штета што не сум бил. Мене повеќе ми привлекуваат други спортови, кај што трчаш, даваш напор. Да. Ако се сеќавате, тогаш зборувавме исто Лаван кога му тргнал во потера, тој не се исплашил од Лаван. Зошто? Затоа што бил во право, значи немал никаков спор со него. Значи му рекол тогаш, кога се среќаваат, ти толку пати платата ми ја менуваше и така натаму, значи ми злоупотребуваше, така да тоа што е, тоа е мое. Господ ме благослови со тоа, меѓутоа овде стравот е пред се заради неговата грижа на совест што ја има од нерешениот спор, односно од она што го излажа својот брат. А тоа не е мала работа. И често пати, значи, ние како луѓе и христијаните поготово, значи, се обременети од своето минато, значи, од она што било. Некогаш имаме проблем да го сватиме тоа дека Исус не повикува да се растовариме од сето тоа, затоа што тој е спремен да прости за се. Значи, мора да се расчисти со минатото. Мислам дека скоро читав една мисла, вика, ако не се плашиш од еднината, а ако не жалиш за минатото, тогаш се вика на вистинскиот пат. Така некако беше. И очигледно дека Јаков ја нема таа смелост, а смелоста од каде доаѓа, еве само да се потсетиме на некој стих, нашиот првосвештеник во Евреите 4 глава, Исус, кој беше искушен во се, освен во грев, во 16 стих од 4 глава Евреите вели: и така да пристапуваме смело кон престолот на благодата, каде што нели е нашиот првосвештеник, нашиот посредник, за да примем милост и да најдеме благодат за помош во време на потреба. Не повикува писателот на Евреите да пристапуваме смело. Меѓутоа таа смелост да влеземе во светињата ни овозможува повторно Исус во 10 глава од Евреите вели, токму Исус го обезбедил тој влез во шаторот, на средбата, во вториот дел. Вели во 20 стих од 10 глава Евреите, кој ни го отвори новиот и живиот пат низ завесата, односно неговото тело, и откако го имаме врховниот свештеник на Божиот дом, да пристапуваме со искрено срце, во полна увереност на верата, со срца кои преку попрскување се очистени од зла совест и со тело измиено во чиста вода. Значи да, смелоста доаѓа од таму што Исус ни го отворил патот, меѓутоа и влегуваме, како што зборуваме за светилиштето, со искрено срце, чисто срце. Од таму доаѓа смелост. Еве по-убав стих, односно стихови во 1 Јованово 3, устави, се извинувам, 1 Јованово 3 глава 21 и 22. Вели, возлюбени, ако срцето не осудува, имаме смелост пред Бога. Еве го одговорот. Значи, смелоста доаѓа од тоа што тргната ти е секаква вина, простено ти е, срцето не осудува, совеста ни е чиста, меѓутоа кај Јаков тоа не е случај, затоа се плаши. И дури 22 стих вели, што и да го замолиме, примаме од него, зашто ги пазиме неговите заповеди и правиме што е благоугодно пред него. Значи, чистата совест е повредна од чисто злато, може да кажеме. Сега,
дали и ние сме како Јаков, сега забележуваме, има постојана поддршка и заштита од Господа, ангели ги гледа, меѓутоа забележуваме страв, калкулации, и сега до 9 стих доаѓа ми кажува тука една прекрасна молитва, се повикува на ветувањето. Го подсетува Господа, па Господе, па ти ми рече, ти ми кажа да се вратам назад. И сега од тебе барам заштита, вели во 11 стих, избави ме од раците на брата ми, од Исавовите раце, инаку се плашам дека може да дојде и да не убие и мене, и мајките, и децата, и се. А ти рече, ки ти давам изобилно добрини и твоето потомство ќе го умножам, како морскиот песок, што не може да биде изброен заради своето множество. Одличен пристап во молитвите, често пати. Да, треба да се навраќаме и на тие ветувања Божи. И од тука да ја црпиме, значи, верата. Убава молитва, но што гледаме од 13 стих? Значи, гледате каква непостојаност кај него. Таму ја помине ноќта, а потоа од оно што имаше при рака му приготви дар на својот брат Исав. Повторно сега тие калкулации кај него. Се повикува на заштита од Бога, на Божите ветувања, меѓутоа тој повторно прави се што е во негова моќ. Често пати тоа ние го правиме. Ем се повикуваме на Господа, ем се молиме, ем од друга страна си правиме некои своји калкулации и во своја сила се обидуваме што можеме ние да додадеме, да помогнеме. Не. Тоа е сосема погрешно. Значи, и сега спомнува 200 кози, 20 јарци и така натаму. Значи, да не ги набројуваме па една група, па друга група, па трета група, па првата кога ќе дојде на Исава да му понудат, па втората, па и така за доека да дојде до нив, значи да успее некако да го умилостиви повторно братно. Но, како што овде сум запишал, 580 грла, што ситен, што крупен добиток, замислите. Дар за братот него. Мито, да. Па каде ти е Бог, тоа беше? Каде? Нели се молиш? Но, повторно, ќе кажам, минатиот пат ја спомнавме, се му предавам на Исус, нели, од срце доброволно, но Јаков како да вели, Господе, ти ги предавам овците, ти ги предавам козите, и уште нешто, ама Господ го сака него. Господ бара срцето да му го предадеме. Тоа е она што му е потребно. И затоа и му било потребно тоа искуство на онаа борба таа ноќ кај Фануил или Пениел, како беше во другиот превод, да. И били 22 стих и стана во таа ноќ, ги зеде своите две жени, значи повторно тој обезбедува се што може, своите две слугинки, своите 11 деца и премина преку бродот, вели овде, на Јавок. Веројатно нешто, да, сплав. И ги зеде, ги помина преку потокот и преведе се свое и Јаков остана сам. Ова е сега клучниот момент. Кога ќе бидете сами и кога размислувате 300 на саат, што се вели, и се испитувате, каде сте сгрешили, што сте сгрешили, што понатаму и така натаму. И сега Господ сушто се користи оваа ситуација. Значи, Господ се впушта во борба со него. Значи, префрлил се од другата страна на потокот, на сигурно, повторно од тој страв, заради стравот, останува сам и вика 24 стих, и некој, како што вие Елен Вајд првин го допрел, овој се исплашил, си мислил сега некој од Исавова страна, веројатно е, и започнала борбата. 24 стих, и некој се бореше со него до зазорување, неверојатно цела ноќ. Но не дека Јаков бил толку силен. Затоа што гледаме и знаеме дека таму на зазорување, 25 стих тоа го кажува, откако виде дека не може да го совлада, му го измести бедрото при зглобот, така што на Јакова му се измести колку доека се бореа. Сега, ова ангелот, односно Исусе, тоа знаеме, можел да го направи уште на почетокот, ако сака. Значи не било проблем. Само со допир му го исчешил колкот. Значи, сега како тоа Јаков се држал во таа борба. Значи, тоа е Божето постапување често пати со нас. Ние толку многу отпор даваме некојаш, место да се предадеме,
толку многу отпор даваме, што Господ не остава. Значи, ќе не доведе до некој момент, кога ние самите треба да сватиме, дека треба да му се предадеме, нема друго. Значи, Бог ја започнува борба со него. Проблем се неговата самодоверба, значи подпирањето предмногу на самиот себе, и од тамо и тој страф. Значи, ако он му верувал на Господа, Господ го праќа, му вели оди. Да, овој не добил до тогаш никаква порака, значи знае дека Исав веројатно е уште лут и така натаму. Не им се измирени односите и страф до коски. Значи, како што таа борба напредувала, може да предпоставиме цела ноќ, изгледало како Јаков да бил прилично изедначен во борбата. Меѓутоа, тоа било само привидно. Овој човек со кој што се борел, односно ангел или Исус, можел лесно да го победи во секое време. И понекогаш се чини дека човекот навистина може да се надпреварува со Бога. Но, да. Но борбата привидно изгледа дека е изедначена. Бог може да ја промени ситуацијата во секој миг, но повторно ти кажам, тоа е заради наше добро, тој остава. Најдобро знае Господ која ни е слабоста, како со нас да постапи и така натаму, се со цел да не доведе во онаа ситуација да се фатиме за него, да му се предадеме. Ако се сеќавате и за благородникот кога зборував, што се сменило толку нагло кај него. Значи, тој дошел со условна вера за синот што му бил болен пред умирање. Дошел со условна вера. Се разочарал кога го видел Исуса во обична облека и си рекол, овој нема шанси да ми помогне. Но што се сменило толку? Тој се фатил, значи Исус му го чита неговото срце и му кажува, ако не видите знаци и чуда, тогаш нема ни да поверувате. И во тој момент сватил дека ако не се смени нешто кај него, тоа зависи и животот на неговиот син. И поверувал, вели Елен Вајд, одеднаш се фатил за Исуса исто како Јаков во оваа борба. И исто како и Јаков, не те пуштам додека не ме благословиш. И тоа е целата ситуација. Значи, Јаков пружа отпор, Господ му дозволува, пружа отпор се додека не му бил исчешен колко. Ти се може да мислите со исчешен колко, кај може да се бориш. Нема шанси. Тоа е борба, значи. Со раце, нема шанси, не може ни да стоиш, а не па да... Веројатно Господ после направил некоја интервенција малку од малку. Тој останал куц, нели? Ама малку од малку, значи, за да може да се движи, инако нема шанси. Исчешен колко. И, значи, го довел до таа ситуација да Јаков повеќе немал каде. Не може да се бори, освен да се фати. Затоа што не може да се стои. Да се фати за Бога. И потоа доаѓа она 26 стих, рече, пушти ме, зошто се зазори, значи ангелот вели, но тој одговори, не те пуштам додека не ме благословиш. Ете, тоа е клучниот момент. Истото како и кај благородникот. И тогаш доаѓа благословот. Јаков ќе го прими, дури тогаш благословот, кој што може би мислел дека го примел од својот татко, за кој што нели се послужил со измена, меѓутоа ова е вистинскиот благослов. Господ тука ќе го благослови. Научил, значи, една огромна лекција, како што вели, понатаму стиковите, 27 стих до 26 стигнавме, да. Да. Тогаш го праша, ангелот го прашува, и ако се сетите од поодамна која зборував за она моја проповед крадец на идентитети, тоа беше Јаков. Тој му украде идентитетот на својот брат. И цело време кога татко му го прашува, кој си ти, му се причинува по мирисот понадека тоа е сепак Јаков. Не, јас сум Исав. Јас сум Исав. И сега доаѓа клучниот момент кога мора да признае дека е Јаков, дека е лажгото. Како ти е името?
И одговара Јаков. Значи се покајал. Конечно признава кој е тој. И оној му рече, од сега неке ти биде името Јаков, а и Израел. Зашто се бореше со Бога и со луѓето и победи. Како тоа Јаков победи? Во физичката борба Јаков беше поразен. Меѓутоа ја доби најголемата битка, битката над самиот себе. Тоа е најтешката борба, значи. Сам со себе ја доби таа битка. Конечно свати дека не треба да се потпира на своја сила, на самиот себе. Мене ова ме потсеќа, јас сум кажал од оваа говорница и пак ќе кажем и на моето искуство со коленото. Значи, иако тоа, веројатно, повеќе фактори беа причинители на тоа, меѓутоа, клучниот момент беше татко ми. Значи, кога татко ми мораше да го прибереме, и кога јас буквално тој момент го доживеав како сега одеднаш. Јас за тебе не постоев, а сега кога ти е тешко, и во своја сила се борев. Значи, ја бев толку изнервиран од целата таа ситуација, во своја сила, баш се обидов тоа да го подигнам, да он као челик, како да беше залепен за каучут. И веројатно тогаш нешто се случи за после ден-два да ми отече коленото. Значи, како што на Јаков ќе му остане како подсетник тоа дека не можеш во своја сила куцањето на соколкот со ногата, така и мене, веројатно. Како подсетник. Ако треба Господ и тоа ќе го направи, значи да се подсетувате дека не можете во своја сила ништо. Целосно предадете му се на Бога, дозволете тој да ги води работите, а тој најдобро ги води. Тоа секако, секогаш. Значи, Јаков се победил сами од себе. Тоа е најголемата победа. И, еве што вели Елен Вајт, што се случува кај него, вели од Патриарси и пророци, читам 197 страна, со понизност, со покаяние и со целосна починетост. Еве го тоа предавање. Тој грешен, заблуден смртник го совладал небесното величество. Значи, понизност, покаяние, целосна починетост. Така ја добива битката. Тој грчевито се држал за Божјето ветување, а срцето на бесконечната љубов не можело да се оглуши на молбите на грешникот. Јаков го нарече 30 стих местото Фануил, зашто рече го видов Бога лице в лице и останав жив. 31-иот сонцето изгреа над него, кога заминуваше од Фануил, кривеше заради колкот. И е уште еден цитат од Патриарси и пророци, 198 страна. Јаков го добил благословот, конечно, за кој што му копнеела душата, му било простено она што го потиснал брата си и го измамил татка си, така поминала кризата на неговиот живот. И сега, еве што доживува во тој момент клучен, како и благородникот, според мене. Така, вели, поминала кризата на неговиот живот. Животот му го загорчувале сомневање, очеј, збунетост и грижа на совест, но сега се изменило. Настапил сладок мир на помирување со Бога. Како што благородникот, да го се сеќавате. Мир и радост, какви што никогаш не ги чувствувал порано. И се изменило во неговиот живот, во природата, значи се гледал со едноставно со поинакви очи. И сега вели, не се плашел повеќе од средбата со брата си. Тоа е тоа. Бог, кој му ги простил гревовите, можел да го ублажи срцето на Исава, да го прифати покајанието и скршеноста на својот брат. Нема што да се плаши сега. Ја надминал кризата затоа што целосно се потпрал на Бога, целосно му се предал. Тоа е она клучното, јас мислам што ни фали. Затоа реков дека помалку или повеќе сме слични на Јаков. Значи, де вака, де така. Знаеш дека Бог е со тебе, ветил, меѓутоа ти сепак правиш нешто во свој напор. И Евреите 11:21 вели, преку вера Јаков, умирајќи, го благослови секој Јосифов син, значи ова е на крајот на неговиот живот кога умира, и му се поклони на Бога, подпирајќи се на врвот од својот стап. Значи е доказ преку овој стих дека
морал да користи стап, затоа што куцал до крајот на својот живот. Тоа остана како подсетник за него, меѓутоа еден убав подсетник на таа негова победа кога стана Израел. И заклучно да заклучиме дека и на нас ни треба едно вакво искуство, како неговото искуство во Фануил или Пениел. Од таа борба со самите нас, со самите себе зависи се. Таа е најтешката борба. Господ нека ни помогне да извојуваме победа, а секако со Него можеме. А еве видовме како. Значи, ако се фатиме за Него и да не пуштаме додека не благослови. Тоа е верата. Нека му е слава на Господа. Амин.